И по октомвриската пензија, пензионерите не можат да се оттргнат од чувството дека се излажени, измамени и понижени. Затоа аналитичарите велат дека чудна анатомија има македонската власт. Долги прсти, кратки нозе. Во народот долгите прсти се символ за крадење, кратките нозе за лажење. Нели се вели дека на лагата кратки се нозете. Да лажеш под 5-годишно дете е играчка, ама да лажеш стар човек е греф, вели народната поговорка. Детето ќе го залажеш со лижавче, ама пензионерот не можеш со 5,3% зголемување на пензијата. Над 300.000 пензионери чекаа, се надеваа и се радуваа на нероден Петко. И тој Петко што требаше да тежи нешто над 6%, излезе скастрен уште пред да види бел ден. А ако баба лаже, траг не лаже. Уште во јули од Министерството и од владата се ширеа лажните вести дека пензиите ќе се зголемат за најмалку 6% за септември. Дури и СДСМ се фалеше дека како водечка партија мисли само на напредокот и доброто на народот и за ништо друго, особено за пензионерскиот народ. Но без срам и перде, власта измами 1/3 од возрастните луѓе во државата. Само големи мајстори можат да заблудат и да излажат над 300.000 луѓе и тоа во еден ден, во еден час. Самата бројка на излажени доволно докажува дека е извршена колосална измама. Изневерени очекувања се свалени на грбот на третата доба на луѓе со слаби срца, попуштени нерви, изгубено здравје, намалено право на живот. Без чувство за социјална правда ги понижи оние што го трчаат последниот круг од својот животен маратон. Со одлуката што ја донесе, со измамата што ја направи, владата стави 300.000 возрастни граѓани и без попис во графата на неписмени, глупи луѓе што ништо не разбираат. Ако политичарите и власта се имуни на емоции, луѓето не се. Пензискиот систем ќе остане жив, но за дел од пензионерите е неизвестно. Но, најверојатно и на системот во целина му се ближи крајот ако зависело од тоа дали пензиите ќе се зголемат за 5,3 или за 6,3. Ако е тоа точно, за некој ден би ги снемало и власта и самата држава. Парадоксот е што власта закинува 1% кај пензиите, а со широка рака раздава прво за себе, па за сите други. Така што секојдневно фрчат милиони евра на разни познати и непознати страни на сметка или во кеш. За арамиите има, за пензионерите нема.